Благодарам, почитувам председавач. Почитувам председател на Републичкиот судски совет. Почитувани граѓани, почитувани колеги. Денес зборуваме за извештајот за 2019 година, кој лично сметам дека е задоцнет, бидејќи за не повеќе од еден месец треба да го добиеме и извештајот за 2020 година. И со самиот овој извештај, со разгледувањето на овој извештај, не можеме да направиме споредба како било, дали има нешто имплементирано и дали нешто е подобрено во однос на судството. Меѓутоа, да започнеме од самото излагање на председателот и од анализа на самиот извештај. Многу едноставно и концизно беше потврдено дека извршната власт е таа која што го регулира, односно која што владее во Република Македонија во однос на сите други власти, односно и на законодавната, а конкретно овде и на судската. Самиот председател со неговото излагање и неговото образложение во однос на извештајот јасно и децидно потврди дека судската власт е подчинета на извршната власт. Понатаму ќе образложиме и зошто. Почитувам председател. Меѓутоа, од овој извештај, кога ќе ги согледаме сите параметри кои што се наведени внатре, јасно заклучивме дека имаме контрадикторност во она што е овде нотирано и реалната состојба која што се отсликува на терен во однос на перцепцијата која што имаме за судството и сите оние постапки и скандали кои што го тресат судството. Однапред сакам да потенцирам една работа, дека никогаш не застапувам генерализирање на сите овие ставови во однос на тоа дека сите поединци и во судството, и судии, и обвинители, и сите други чинители кои што се наоѓаат во правосудниот систем, сите се неажурни и сите се нечесни. Мораме да ја индивидуализираме како обврската, односно одговорноста, како и правата кои што ги добиваат, меѓутоа мораме да ги индивидуализираме и обврските и последиците кои што треба да ги сносат одредени чинители во овој сектор, бидејќи правосудството ни е рак рана на која што секојдневно, секоја година имаме најголеми забелешки од страна на Европската комисија во однос на имплементирање и на реформите и усогласување на позитивните законски прописи со европските регулативи, бидејќи се стремиме кон усогласување со нив, бидејќи се стремиме за членство во Европската унија. Ако почнеме со извештајот од почетокот, сето ова што е наведено е добро, и визијата, и мисијата, и вредностите, и принципите кои што би требало да се застапуваат. Меѓутоа, во однос на вредностите и принципите, самите рековте дека во одредени случаеви истите ниту се почитуваат, ниту им се дава вредноста која што треба да ја имаат. Независноста во носењето на одлуките. Независноста во носењето на одлуките во судството во Република Македонија ниту оддалеку не ги задоволува принципите и критериумите за и интегритетот на одредени судии кои што треба да изрекуваат да изрекуваат пресуди, а со тоа да ги заштитуваат сите оние кои што се нашле во одредена ситуација да бидат оштетени или оние кои што треба да одговараат за сето она што го презеле противзаконско и противзаконски дејанија. Во однос на бројот на членовите и составот на судскиот совет нема да дебатираме, бидејќи од самиот председател јасно ги нотираше и бројот на членовите, иако сметам дека уште од самиот избор на членовите на судскиот совет имаме најмалку 5 членови во судскиот совет кои што се под директно политичко влијание уште при самиот избор. Покрај министерот и председателот на Врховниот суд, меѓутоа тие немаат право на глас, тука сме усогласени, меѓутоа тројцата членови на советот кои што ги избира Собранието на Република Македонија со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, и двајцата членови на советот кои што ги предлага председателот на Република Македонија, а изборот го врши пак Собранието, се под
директно политичко влијание и директни политички предлози во самиот состав. Меѓутоа, така е законски регулирано, тоа е системска грешка која што можеби напред треба да се размисли како да се постапува. Меѓутоа, во моментот е така. Имаме неколку контрадикторности на кои што ќе ви забележам и сакам, доколку сте во можност, да ми одговорите. Пред неколку работни денови го разгледувавме и извештајот на Народниот правобранител. Ова ви го потенцирам, бидејќи сакам да поврзам една информација која што е директно контрадикторна во двата извештаи. Во самиот ваш извештај велите: Врховниот суд на Република Македонија во 2019 година го совладал приливот на новопримени предмети и го намалил заостатокот за 169 предмети, па се оценува како ажурен суд. Врховниот суд се оценува како ажурен суд. Ова го потенцирам неслучајно. Народниот правобранител вели вака: во 2019 година зголемен е бројот на представки кои се однесуваат на ненавремено одлучување по барање за заштита на правото на судење во разумен рок, сите други забелешки надолу, и вели вака: Врховниот суд самиот не ги почитува пропишаните рокови. Почитувам председателя, како може да биде Врховниот суд ажурен, доколку самиот не ги почитува роковите за кои што тој треба да постапува и да ги коригира по хиерархија другите судови кои што по хиерархија се пониско од него. Контрадикторноста мислам дека е очигледна и затоа сакам да, доколку сте во можност, ова да го образложите. Втора контрадикторност за која што зборуваме, велите вака: Управниот суд во 2019 година го совладал приливот на новопримени предмети и го намалил заостатокот за 1114 предмети, па се оценува како ажурен суд. Мислам дека ова констатација почитува на македонска јавност, на која што секој од вас или најголем дел од граѓаните имаат некоја управна постапка која што ги засега претежно и во управните судови, знаете дека ниту е точна, ниту може да биде точна. Зошто? Пред непол месец излезе информација дека токму во управниот суд имаме повеќе од 5000 предмети кои што не се доставени по жалба до Висшиот управен суд. Случајно или намерно, овие предмети се однесуваа на областите најповеќе од прекршоците во царина и управните постапки во царина и денационализација. Почитувам председател. Дали во управниот суд постои влез на предмети, архива и излез на предмети, повторна архива, распределување на предметите кај судиите, како може бројка од 5000 предмети да не се знае дека истите стојат во фиока и истите, повторно потенцирам, дали случајно или намерно, имаат голема веројатност релативно или апсолутно да застарат. Со што некои ќе бидат наградени од оние кои што имале одредена обврска со овие предмети да бидат задолжени, а некои од граѓаните ќе бидат оштетени кои што очекувале одредени права, бидејќи по застарувањето самите знаеме дека потоа не може да ги остварат своите права. Ова е уште една констатација за која што сметам дека не соодветствува со извештајот на Републичкиот судски совет со реалната состојба. Меѓутоа, доколку се фатиме на тоа дека овој скандал се излезе пред месец или два, ова е работа која што Републичкиот судски совет требало да го мониторира и сите овие судови да бидат мониторирани секојдневно со самите извештаи кои што ги даваат. Од овде произлегува дека воопшто и самите извештаи кои што ги давале судовите ниту биле соодветни, ниту биле вистините. Затоа сакам да од овде да ни кажете дали воопшто ќе се преземат одредени одговорности и мерки по ова.
Истото го констатирате и за Висшиот управен суд, кој што доколку е неажурен по нискиот суд, односно управниот суд, не можеме да зборуваме за ажурност на Висшиот управен суд. Почитувани, истиот има право по поднесените жалби самиот мериторно да ги реши, а не во повеќе од 80 и 90 случаи од предметите, како на управниот, така и на Висшиот управен суд, истите да се или да се укинуваат решенијата, да се враќат на повторно разгледување и одлучување, се со цел одолговлекување на постапките и едни долгометражни постапки од кои што на граѓаните им се смачува и истите потоа ја имаме перцепцијата дека судството во Република Македонија ниту е ажурно, ниту работи, ниту постапува согласно законите и позитивните прописи. Перцепцијата дека кај 70% од населението дека овие судови, судството, правосудниот систем е неажурен, е токму од вакви случаеви од кои што истите се засегнати. Меѓутоа, повторно потенцирам да не генерализираме, и таму имаме луѓе со честни исклучуци кои што си ја вршат работата и кои што можат да одговорат на задачите на кои што истите секојдневно работат, а им се доверени од страна на оние кои што ги избрале и именувале, а секако согласно законите. Другата контрадикторност за која што сакам да ве прашам и да ми одговорите е токму во однос на тоа каде што потенциравте дека при оценувањето Судскиот совет има донесено одлуки за оценка на работата за 2017-2018 во извештајот во 2019 вкупно за 500 судии. Од вкупниот број на оценети судии 452 судии се оценети со оценка многу добар 90%. 42 судии се оценети со оценката добар или 8,40%, 5 судии се оценети со задоволителен и само еден судија е оценет со незадоволителен или 0,20%. Овие бројки и факти се директна контрадикторност со 111-то место според Transparency International на кое што се наоѓа Република Македонија, директно спротивно на сите извештаи на Европската комисија, на State Департментот, во однос на добронамерните критики и совети кои што ни ги даваат во насока за подобрување на правосудниот систем и судството. Не може во правосудните органи, конкретно сега во судовите, каде 90,40 и 8,40 доаѓа негде околу 99% од судиите се ажурни, се квалитетни, пресудите се заснуваат на факти и докази, да имаме перцепција кај граѓаните над 70% кај нив да имаат недоверба во правосудниот систем и критиките кои што ги добиваме, повторно ќе кажам, од меѓународни релевантни фактори, дека судството ни е на една најниско ниво во однос на тоа дека ажурноста при постапувањето не се запазуваат сите законски рокови. Затоа овие извештаи или се фингирани, како извештаите на управниот суд, или воопшто овај начин на оценување не е ниту соодветен, ниту може да придонесе во однос на подобрување на сите услови за кои што се бориме сите заедно да го ставиме во една рамка правосудниот систем и судството во конкретниот момент да биде независно и надвор од рацете на извршната власт. Меѓутоа, како што самите рековте, и овде директно ќе ве поддржам и ќе констатираме една работа. Во однос на финансискиот извештај, јасно и децидно од овде порачувам дека треба да се одделат средства за доекипирање на судовите, да им се овозможат сите услови кои што треба за да можат истите ажурно да работат. Ова го потенцирам не случајно, бидејќи, како што самите рековте, се определуваат половина од она што според закон треба да биде. И не можете да се носите финансиски со сите предизвици и сите надлежности кои што ви се дават. Која е овде позадината? Извршната власт врши директно влијание врз судството на начин што не може да ги определи и да ги одобри сите предвидени законски нормирани средства за да имаме независен
судски систем во кој што истата нема да има влијание. Начинот на вработување многу јасно, децидно и експлицитно го наведовте, зашто повторно ќе ве поддржам и ќе кажам дека сосем се согласувам со вас во овој дел, бидејќи голомазноста во однос и одолговлекувањето и пред се дискреционите права кои што ги имаат одредени министри од извршната власт или носители на одредена извршна функција, врз начинот на вработување во судството е недозволиво. Веќе со закон имате определено буџетски средства, зошто е потребно оваа постапка на одолговлекување и контрола од страна на овие органи. Ве поддржувам и ова го кажувам од една друга причина. Сите средства кои што ќе бидат определени за реформи и вистинско подобрување на условите во судовите, ниту се многу, ниту некогаш ќе бидат многу. Зошто? Бидејќи со само еден случај на противправно дејание, некое кривично дело, некоја злоупотреба на службена положба овластување од милионски суми на злоупотреба на државни пари, доколку имаме ажурни судови, независни, кредибилни судии со интегритет, кои што истите ќе ги правилно оценат, со докази, со факти, ќе донесат правилна и законита одлука, со што ќе бидат средствата конфискувани и внесени во буџетот. Сите овие средства кои што државата ги определува за развој на правосудниот систем во конкретниот момент во судството, ќе бидат надоместети од само еден случај. Да не зборуваме колку секојдневно сме сведоци на испомпување на буџетски средства преку перење на пари на најразлични начини на узаконување на кривични дејанија и дејствија кои што во моментот на превземање биле предмет на кривичен прогон, меѓутоа отпосле парламентарното мнозинство го озаконува незаконското и ги применуваат институтите во Уставот за користење на поблаг закон за самите странки. Ова е директно перење на пари, зашто потенцирам самите судови можат со еден случај да си ги обезбедат сите овие потребни средства и да имаме сите сигурност во самиот правосуден систем. Морам да споменам во однос на судските службеници и судската полиција дека се ставени на едно неравноправно ниво во самите судови, бидејќи истите се поставени на една друга гранка во однос спрема другите спрема другите вработени во судовите. А истите се чинители кои што допринесуваат во самата ажурност, ажурирање на предметите и ефикасноста на самите судови. Не може стручен соработник кој што услов да биде вработен во основен суд е да има положен правосуден испит, да зема плата, да не споменувам по институции, некаде каде што архивар со средно образование зема повисока плата од стручен соработник во суд, каде што услов за да влезе на работа покрај дипломирањето е и положен правосуден испит. Мораме да најдеме соодветен начин за вреднување на сите овие елементи и стимулирање на овие кадри кои што имаат и текако искуство во решавање на самите предмети со судиите кога работат заедно и кога ги донесуваат самите пресуди, да мораме да ги искористиме позитивно во насока да нивното искуство кое што ги имаат во самите судови да можат да придонесат во подобрување на сликата и перцепцијата во кое што се наоѓаат самите судови. Меѓутоа, за допринос на ваквата состојба, морам уште еднаш да констатирам. Има самата извршна власт. Зошто? Бидејќи носител на реформите во правосудниот систем се постави премиерот Зоран Заев, кој што е економист по професија, а истиот го водеше Советот за реформи во судскиот совет, во судството. Од каде што сите, вклучително сите членови кои што беа, си дадоа оставки
и го оставија самиот да го врши ова реформирање во судството, кое што од тоа гледаме дека немаме ништо. Потоа имавме најавувано ветинг во судството и од тоа ништо не излезе. И на крајот имаме проверка на имотната состојба во судството. Да, треба да има и постапки во самите судови, прочистување, но генералната слика за судството не можеме да ја перцепираме од перцепција на тоа дека сите таму се криминалци и сите таму се несоодветни кадри. Мораме да имаме респект и почит спрема оние граѓани, спрема оние вработени во судството кои што честно и достоинствено си ја вршат работата. И за крај, сето ова резултира со неодамнешното објавување на тоа дека сме на 111-то место на Transparency International по перцепција за корупција, како во државните органи, така и во судството. Председателе, уште еден податок само доколку можете да ни го образложите. Зборувате за ефикасност во судството и во судовите, а внимавајте, имаме во јануари 2019 155 предмети кои што се водат повеќе од 10 години. 10 години за најголем број дел и од кривичната материја и од граѓанската материја се апсолутни рокови на застареност и претпоставуваме дека тенденцијата овде е застареност на овие предмети. Не можеме да зборуваме за ефикасност на судството се додека имаме и еден предмет кој што се развлекува на толку голем временски период, каде што и самите докази и сведоци избледуваат самите сеќавања за ситуацијата на самите сведоци, што се случувало, како се случувало, а тенденцијата е една: да се заштитат одредени криминални структури со институтот, односно злоупотреба на институтот за стареност на самите предмети. Мислам дека судскиот совет е најодговорен, бидејќи тој е токму органот кој што ги контролира, ги избира, ги мониторира и судиите и судовите и не може да се изземе од перцепцијата дека имаме нефункционален правосуден систем, односно судовите ни се нефункционални. Со чест, уште еднаш ќе кажам, и на членовите во Советот со честни исклучоци и на самите судии во судовите. Ви благодарам.